Оваа комисија, нашиот став беше јасен уште кога ја гласавме за потребата за донесување и разгледување на законот. Со тоа сме го покажале нашиот став. И ова е сосема спротивно на сите спинови и медиумски хајки дека ВМРО-ДПМН е против законот за безбедносните сили, но еве некаква алатка на опозицијата да најдат дневна тема, што не е во ред затоа што се мешаат работи кои што не треба. Ние сме за, уште со самото ставање нели на седницата, но јас тука би ја проширила вака дебатата чисто за граѓаните да знаат. Ова законско решение е донесено, мислам, 2002 година и има претрпено голем број на измени и се работи, мислам, дека за 14 семејства кои што не се обештетени и на крајот на денот дури и да се случи оно што не треба да се случи, тука се согласувам со колешката и ќе дадеме поддршка нормално, ние како владеачко, како власт, ќе најдеме начини за и наоѓаме начини за обештетување. Мислите персонално за тие 14? Да, затоа што се работи за 14 семејства, односно нивни семејства и обештетување на нивни семејства. Никогаш досега ВМРО-ДПМН ги нема оставено на цедило бранителите. И еве тука ќе закочам затоа што тоа е навистина болна тема. Нема да ве навредам. Го знаат тоа граѓаните. Зошто, само ќе прашам, не сте вие подносител, вие сте член на комисијата, подносител е колешката Славјанка. Зошто, сосема легитимно прашање од моја страна, за 7 години не сте ги решиле овие права на луѓето кои што го дале животот за Република Македонија? Зошто? Јас разбирам дека опозицијата не бира начини и средства за да ја деградира власт. И ајде, еве, да кажеме дека тоа не е ништо ново, и било тоа и не ќе е биде. ништо ново, да, било и ќе биде. Но на вака сензитивна тема да се добиваат политички поени и од ваша